Мојата зависност траеше од мои 14 години до мои 27, кога отидов во наркоман. Јас претходно имав обиди за рехабилитација, но ништо од тоа не даде резултат. Се имаше резултат како 2 месеци, 3, 6 месеци, некако ги немав алатките за справување со животот. Мојата дрога, односно со тоа што најмногу јас се дрогирав, беше хероинот. И јас прв пат кога пробав хероин, си реков, па ова е решението за све, никогаш нема престанам ова да правам. И така некако тргна све, после почнав сама да си купувам, да си правам шеми за да имам цело време. И веќе за многу кратко почнав да го земам на игла, да се фиксам. И тоаш побарав помош прв пат кај моите родители, ги собрав, им ги покажав рацете и им викам, луѓе, ве молам, помогнете ми, јас не знам како да излезам од ова. Тоа беше интересно некој месец дена, после веќе почнува фрка. Јас прв пат го сватив дека уствари хероинот има кризи и дека јас не можам тек така да го оставам тоа. Тоаш побарав помош. И моите родители секогаш биле тука за мене и отидовме во Охрид, каде ми чуваа кризи една недела, но тоа ми беше прво тргање од хероин и не беше така страшно и лошо, не ми беше многу хероин акумулиран во телото, бев многу мала, имав некои 14-15 години, така да не беше првото тргање ништо страшно. И се вратив и нормално со истото друштво, све исто, и си продолжив пак да го правам истото. Веројатно не се ни знаеа многу последиците од хероин. Например, знаев дека треба да се кријам од дома, ама не знаев колку јас ќе имам штета. Мислев дека тоа ќе помини така лесно и дека никогаш нема да се навлечам, ни ова, ни она. Иако што првиот пат кога зедов хероин реков дека ова е тоа што ќе правам цел живот. Некако ми беше она као јас сум поразлична од другите, јас сум така, постара сум и некако тоа ми се оби одглед. Не го уживав детството како дете, него многу сакав да бидам возрастна. Сметав дека не можам да правам муавет ако сум трезна, дека не сум доволно интересна ако сум трезна. Едноставно не се снаоѓав кога не бев под дејство на нешто, па макар и апчиња. Станувам и обавезно имам дрога од претходниот ден, за да имам барем неколку сати да се снајдам за следната доза. Се јавувам кај дилерот, во меѓувреме правам 300 шеми за пари. Можда и шема и со него правам нешто. Се договарам дека ќе му платам вечер, утре, едно друго, тој знае дека морам му платам, па што морам да земам и утре. И ќе се нашминкав, ќе се стуширав, мора да се одржи маската и барав дрога. Како тоа да се случи. Во главном така изгледаше моето секојдневие. Ако не бев на работа, ако бев на работа, одев на работа, претходно ги завршував сите работи или од вечерта, али во главном цело време бев дрогирана. И бев доста вешта со дозите, за да не ме приметуваат на работа. Не спијам по една недела, јадам еднаш на 2 дена. Живеев на кокаин, хелекс, пиво и марихуана. И викам, ова не може вака. Му викам, мора да бараме решение, макар и психијатриска болница. И мајка ми вика, ајде да пробаме уште еднаш, пошто таа беше секогаш и тај, татко ми беа секогаш зад мене, кога јас ќе се одлучев на чекор да се рехабилитирам. И јас цело време сакав да се рехабилитирам, но никогаш нема вистински начин да се рехабилитирам. Мојата животна ситуација е дека јас бев многу функционален наркоман. Јас се фиксав со метадон и одев на факултет, али и доста луѓе ден денес не знаат дека јас некогаш сум била зависник. Јас ќе се средев, ќе се дотерав, ќе се нашминкав и мојата социјална маска беше прекрасна. Тоа немаше шанси да познае некој дека сум наркоман.
Јас имав 45 кила, ама го некако добро го камуфлирав цел тој момент. Тоа би сакала да испратам порака до родителите да ги гледат акциите на своите деца, и да не замижуваат. Благодарение на мајка ми и татко ми, кои неуморно веруваа во мене до крајот, и на персоналот од Нарконон, јас веќе 2,5 години сум чиста, без алкохол, без дрога и без лекови. Да, зависноста е дефинитивно искуство што јас лично не би многу посакала на никој да го има, но ете мене ме научи дека, например, секоја акција има последица. Сестра ми, мајка ми и татко ми, буквално да не беа тие, јас немаше да бидам тука се. Во Наркон повторно ми се јави љубовта за цртање, за шминкање. Имав голема поддршка од персоналот во Нарконон за истото. И баш бидејќи во Нарконон ти го правиш и план пред да излезеш. Ти го завршуваш програмот, но тоа не значи дека тука е све готово, ти треба да излезеш со план надвор. Бидејќи јас и претходно сум била на рехабилитација, каде што прво го нема моментот на обука, како ти да се справуваш со дадени ситуации во животот, со одредени луѓе кои што до сега биле, а сега веќе не треба се во твојот живот. И како ти да си направиш план за наредните, да речеме, 6 месеци. Јас таму ми беше многу поедноставно да се соочувам со себе и со своите мисли преку работа. И јас бев многу често во акција, без разлика дали тоа беше чистење снег, дали беше миење садови, дали беше нешто во кујна, дали треба да се помогне нешто. Во Нарконон нема лекови, нема субституција на дрога, како метадон, бупренорфин или било какви работи, све се решава со минерали и витамини, што е многу интересно, бидејќи јас цел живот бев под некоја дрога. Имав голема борба со себе, кај што старата Моника влечи и вика, слушај, полесно ти е да изманипулираш, да излажиш овде, никој нема да знае, онака знаеш дека топ ќе помини ситуацијата. И новата Моника што вика, не достае од лаги, од измами, од манипулации, кажи искрено, па без разлика какви се последиците, вистина. И сега ти тука имаш малце како сукоп со стариот и со новиот. И ти буквално треба секој нов ден, буквално во секоја ситуација ти треба да одлучуваш свесно да го правиш тоа што е исправно, бидејќи она старото те донело токму таму. И да, борбата со себе не е лесна, ама борбата со себе е најинтересна, бидејќи ти си на крај победник и си секогаш победник. Повторно се вратив на мојата пасија, на шминкањето, и работам во IC Nails, тоа во Скопје, во наспроти Градежен. Работам заедно со Тања и планирам да се занимавам со ова, бидејќи баш тоа ме исполнува. Уште во програмот почнав да вежбам, иначе во Нарконон има и теретана. Почнав да вежбам, почнав да се хранам здраво, се здебелив доста таму. И уствари од Нарконон ми се врати љубовта, јас од дете вежбав карате и ми се врати љубов. Многу сум имала среќа во животот, што јас, например, и покрај моето земање на дрога, јас немам никакви болести, немам хепатит, немам ништо што е преносливо или непреносливо. Сите органи ми се функционални. На младите би сакала да им порачам дека да не пробуваат никогаш дрога, па макар и марихуана, бидејќи јас не познавам човек што директно отишол на хероин. Сите сме почнале со марихуана, така да тоа е некако, буквално и алкохолот би го зела како пример, бидејќи прво така се почнува алкохол, па после марихуана, па после све останато зависи од човекот и од друштвото. Да не пробуваат никогаш, а ако веќе имаат проблем, дека ги разбирам, дека тоа не е срамота и дека постои решение. Мислам дека дрогата се уште е табу тема кај нас и дека многу малку се разговара за тоа и децата, како ни јас, не бев многу свесна за последиците што ќе се случат доколку јас ја играм таа игра. И сметам дека треба малце поотворено се разговара за тие работи, да не е толку табу и да проба некој да не го избркат од дома, онака, пошто го направил нештото, него буквално сватат дека, окей,
добро, има надеж и да буквално да не посегнуваат по таква работа. Значи има последици. Никој што почнал да се дрогира, кажам од искуство, не сака да се дрогира. Никој не останува наркоман бидејќи прекрасна му играта. Апсолутно не е така. Секој сака да е чист, секој сака да не манипулира, секој сака да не го живее тој пекол што го носи самата дрога. Така да единствена превенција е едукацијата и децата да си поставуваат цели уште од мали, да бидат зафатени, ако не можат да работат барем со спорт, нешто што буквално ќе им е кормило.